Познатата пакистанска новинарка Муниза Джангир е навикната да биде предпазлива. Слободата на медиумите во Пакистан е ограничена. Но неодамна владата ја овласти главната пакистанска воена агенција за шпионажа да ги прислушува телефоните на цивилите, а тоа ја загрижи Джангир. What I've experienced in Pakistan. Од она што го доживеав во Пакистан е дека нашите телефони веќе беа прислушкувани. Ова не е ништо ново за нас, но она што го даде ова, одобрението од владата, даде правно покритие за надзор на цивили и се повеќе и повеќе Пакистан станува полициска држава и тоа е она што ме загрижува. Изненадното овластување дојде откако пакистанскиот суд неодамна го прогласи за нелегално прислушувањето на телефоните на граѓаните без никаква правна рамка. Судскиот налог исто така откри дека телеком компаниите се обврзани да водат автоматизиран систем за масовно следење во Пакистан и да споделуваат повици и текстуални пораки на луѓето со државните агенции без никаков надзор. A weak civilian government with support of the military. Слаба цивилна влада со поддршка на војската која нема целосна контрола, а тоа ги прави многу поавторитарни. Затоа што за една слаба влада да продолжи или да се одржи, потребна е некаква принуда. Тие користат присилни методи, токму тоа го гледаме денес. Многумина се загрижени дека давањето моќ на војната агенција за шпионажа на цивили ќе доведе до лов на вештерки на опозицијски политичари и критичари. Пакистанскиот министер за право Азам Назир Тарар ги отфрли ваквите стравувања. За мерката не се расправаше во парламентот пред да се одобри. Дојде како извршна наредба. Платформата за социјални медиуми X исто така останува суспендирана во Пакистан по наредба на Министерството за внатрешни работи по контроверзните општи избори во февруари. As far as the parliament is concerned, is becoming irrelevant. Што се однесува до парламентот, тоа станува целосно ирелевантно. Кога неговата легитимност е доведена во прашање, тоа и отежнува на владата да презентира нешто во парламентот. Додека Пакистан се справува со владеачките, економските и безбедносните кризи, вели Джангир, сузбивањето на несогласувањето нема да го намали јавното незадоволство или да го спречи неговото изразување. In Pakistan, to crush dissent is Во not. Пакистан да се уништи несогласувањето не е толку едноставно. Не се спротиставувате само на политичките партии, туку и на многу робустното граѓанско општество. Opposition politicians. Опозицијските политичари, активистите за човекови права и адвокатите се изјаснија против одлуката на владата да им се дозволи на војните шпиони да слушаат приватен разговор на цивили. Мерката не е оспорена на суд, исто како и забраната за X.